Почитувани, слушнете ја вистината за непотизмот и самоволието на советниците и функционерите од СДС, за тоа што точно подразбираат под нов живот. Мора да се признае дека во една работа оваа локална власт е успешна. А тоа е вработувањето на своите најблиски, роднини и пријатели по партиски клуч во општина, УЈП и други јавни установи. Честопати отворено прашувавме да излезе градоначалникот Јовановски пред Прилепчани и да каже колкав е бројот на нововработените во општина Прилеп и врз кои критериуми истите се одбрани. Дали исполнуваа некои посебни услови што останатите кои аплицирале не ги исполнувале? И дали поседуваат нововработените некои посебни вештини и знаење со кои ќе придонесат за подобрување на услугите, а со тоа и животот во градов? Она што добивме како одговор е еден огромен молк. А тоа само дава потврда дека главен критериум за вработување се роднинската, пријателската и партиската врска со челниците на СДС Прилеп. Сега прашуваме дали ова се имињата на нововработените и поставени функционери. Миле Талевски, вработен во станбен и деловен простор Прилеп. Драги Богоевски, директор на болница. Јулијана Цековска, раководител на станбен и деловен простор Прилеп. Моника Грашевска-Илиевска, председател на управен одбор во болница, чиј сопруг беше директор на ЈКП Пазар. Никола Багески, правник во Водовод. Валентин Божиновски, вработен во УЈП. Елен Четашковска, наставник во УКО Чорацин. Цвете Стојановска, внука на градоначалникот, вработена во општина Прилеп. Весна Северковска, ќерка на Жарко Северковски, вработена во општина Прилеп. Јана Јанеска Ристевски, сестра на новинарот Огнен Јанески, вработена во општина Прилеп. Звонко Талески, директор на Прилепско поле. Рубин Чористевски, локална самоуправа Прилеп. И Кире Тинтовски, вработен во МЕПС. Прашуваме повторно, која е потребата за нивно ангажирање во овие институции и врз кои критериуми истите се избрани? Дали нивниот ангажман соодействува согласно нивното образование? И додека дел од народот едве врзува крај со крај, некои советници се вработуваат и во јавни претпријатија, па како резултат на тоа се одлагаат точки на дневен ред на совет поради судир на интереси и немање кворум. Почитувани, токму поради ова и уште еден мал милион други причини, поврзани со погубните политики на СДС, мора што поскоро да заврши нивното владење. Прилеп заслужува да оди напред, како град кој со правилна кадровска политика ќе ги исполнува успешно обврските кои спаѓаат во доменот на работа на локалната самоуправа и јавните претпријатија. Ви благодарам.